дека најдени се голем број артефакти и податоци кои што едноставно современата наука ги трга во подроми и ги блокира. Пример за тоа една канадска професорка по антропологија која што при истражување наоѓа череп на човек со денешен облик, давајќи го на неколку различни институции за одредување на старост од прилика, нели сега од прилика, кажеме, каде што сите тие институции потврдуваат дека староста на тој череп е околу 250.000 години. Кога она тоа го дава до сознание до својот универзитет, до своето работно место, да го објави, затоа што ја побива таа нивна теорија на еволуција што учиме секаде, и претат дека или ќе ги избрише една нула, или ќе го напушти местото. Она е протерана од тој факултет, а местото нејзино го зазема асистентот кој што бил со неа, затоа што избришал едната нула. На тој начин се врши прикривање